зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Зошто е одлука да му се верува на Бог? Кога животот ќе ни фрли околности кои не можеме да ги разбереме, имаме два избора. Да се сомневаме во Бог или да му веруваме. Лиса Бимер ја научи таа лекција два пати. Лиса е сопруга на херојот од настаните на 11 септември. Тод Бимер, кој заедно со другите патници на озлогласениот лет 93 United Airlines, презема контрола на авионот доволно долго за да го сруши на земја, наместо да им дозволи на терористите да се сруши во седиштето на председателската палата. Лиса остана со две сладки момчиња и со девојче на пат. По судирот, умот на Лиса се насочи кон моментот кога татко ја умре многу нагло кога имаше 15 години. Во тоа време се бореше со помислата: Боже, ти можеш да ја спречиш оваа трагедија, ако сакаше. Зошто не го стори тоа? Тогаш еден ден администраторот од факултетот ја соучил со реалноста, дека поради која и да е причина, Бог дозволил настаните да се одвиваат по природен тек тој ден, знаејќи кои ќе бидат последиците, но сепак дозволил да се случи. Може би е време таа да го прифати тоа. Лиса се потсети на стихови кои неодамна ги прочита од Библијата. Колку се недостижни неговите судови и неиспитливи неговите патишта. Зашто кој ја запознал Господовата мисла? Или кој му дал нешто однапред за да му биде вратено? Зашто се е од него, преку него и за него. Нему слава во векови. Амин. Римјаните 11, 33-36 стих. Лиса си помисли во себе: кога си ти да се сомневаш во Бог? Мислиш дека заслужуваш среќен живот и се љутиш кога тоа не се случува? Таа донесе свесна одлука да престане да се сомнева во Бог и да почне да му верува, не знаејќи дека еден ден ќе мора да се потпре на таа одлука повторно во врска со трагедијата на смртта на нејзиниот сопруг. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.